По безмалку 24 часа во полициска станица во Газибаба, директорот на комунална хигиена Сабахудин Рустеми и еден од раководителите во јавното предпријатие попладнево се спроведени во кривичниот суд во Скопје. Обвинителството ги сомничи за загрозување на животната средина и природата со отпад. Михајло Видимлиски е пред кривичниот суд. Михајло, знаеме ли какви мерки бара обвинителството против двајцата осомничени? Така е, Тања, од она што го знаеме за сега е дека Скопското јавно обвинителство и за двајцата осомничени бара определување на притвор. Дали судија на претходна постапка ќе го прифати овој предлог на јавното обвинителство, останува да видиме. Распитот е започнат пред негде околу половина час, кога овде во кривичниот суд дојде и обвинителката Ана Гоговска, која што ја води истрагата за овој предмет. Како што кажавме, Сабахудин Рустеми, веде директорот на јавното предпријатие комунална хигиена, и Аки Саити, раководител на сектор, се спроведени овде во кривичниот суд, откако против нив беше отворена истрага од страна на обвинителството, а по кривични пријави на Министерството за внатрешни работи за сторување на кривично дело, загрозување на животната средина и природата со отпад, дело за кое што им се заканува затворска казна од 1 до 10 години. И Министерството за внатрешни работи извести за кривичната пријава која што е поднесена, односно дека поради непочитување на прописите дошло до создавање на депонии на територијата на град Скопје, со што дошло до загадување на водата, почвата и воздухот. Што содржи, односно кои се точно сомнежите на Министерството за внатрешни работи во однос на кривичната пријава, во продолжение од изјавата на Гоце Андреевски, портпаролот на Министерството за внатрешни работи. Осомничените СР како веде директор, а АС како управител за отпад во јавното предпријатие комунална хигиена Скопје, заедно постапиле спротивно на законот за управување со отпад и на својата основна дејност за редовно собирање и транспортирање на безопасен отпад на подрачјето на град Скопје, како и на обврските предвидени во оперативната програма за собирање и транспортирање на комуналниот отпад и на оперативниот план за одржување на јавната чистота во градот. Со пропуштање на целосниот надзор на собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад, како и со непрописно управување со отпадот, тие овозможиле во текот на месецов да се соберат мали депонии на јавни и сообраќајни површини во близина на предвидените садови за собирање комунален отпад, со што предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот и водата и го довеле во опасност животот и здравието на луѓето од предизвикување заразни или други болести. Така е, Тања, инаку и од јавното обвинителство, но и од Министерството за внатрешни работи соопштија дека овие сомнежи за сторување на ова кривично дело се потврдени и од вонредните надзори на локалните инспектори, но и од експертското мислење на Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Исто така, да напоменам и дека претходно ние разговаравме и со представници на синдикатот во однос на состојбата со работата на самото јавно предпријатие комунална хигиена, односно условите во кои што работат работниците, кои што имаат, односно добиваат плати со закаснување, но исто така од синдикатот укажуваат дека според нивните сознанија дека редовно на сметка на предпријатието од наплатата на граѓаните се сливале средства, меѓутоа не знаат каде завршувале тие пари. Во продолжение дел од изјавата на синдикатот. Нашите сознанија говорат дека 3 банки, веднаш како граѓанинот ќе ја плати сметката во банка, делот за смет се префрла на сметката на ЈП комунална хигиена. И исто така според информациите со кои што располагаме, делот кој што оди во ЈП водовод и канализација Скопје како платена сметка заедно со делот за смет, веднаш се дели и се префрла исто така на сметката на ЈП комунална хигиена. Впрочем и последната ситуација со влегувањето на одредени инспекции, јавното обвинителство, мислам дека конечно ќе ни го дадат одговорот на сите нас и на граѓаните на град Скопје, каде завршувале парите кои што граѓаните ги уплаќале.
Така е, Тања, ние остануваме овде пред Скопскиот кривичен суд. Во тека распитот на осомничените Сабахудин Рустеми, Јаки Саити, веде директорот на ЈП Комунална хигиена и раководителот на сектор. Дали судот ќе ги одобри мерките, односно ќе ги прифати мерките кои што ги бара за нив, а тоа е да им се определи притвор. Останува да видиме. Студио. Михајло, ти благодарам за досегашните информации од таму.